Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега ни се приклучувате на каналот на К3 телевизија. Еве ова е вториот дел од утринското издание на Нов ден, а нашиот гостин денеска е господинот Арсенчо Алексовски, градоначелник на општина Крива Паланка. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на К3 телевизија. И еве, на почетокот би сакал да го честитам денешниот празник на сите мои кривопаланчани. И посакам здравје, радост и среќа. Денеска е денот на Крива Паланка, денеска е 8 октомври, ослободувањето на Крива Паланка. Така. Тоа е всушност и причината поради која господинот градоначелник одвои време и ви благодарам за тоа што гостувате во нашата телевизија. Инаку, денот на ослободување на Крива Паланка, еден убав ден за одбележување, еве и од нашата редакција и од нашата телевизија би сакале да ви честитаме и на вас и на вашите граѓани. Благодарам. Да ви се множат празниците во здравје и беричит. Се најубаво. Да го започнеме разговорот вака со празникот. Предпоставувам дека денеска има многу работи за одбележување, дека вашата агенда е пребукирана, така ли? Како ќе го почнете одбележувањето? Одбележувањето, како и секоја година, го почнуваме со свечена седница во 12 часот во општина Крива Паланка, на кои се поканети гости од наши збартимени градови, гости од централната власт, од колеги градоначалници и други институции на кои ќе има моје обраќање, положување на цвеќе пред општината, пред споменикот на паднатите борци. Така. И потоа имаме 3 настани кои треба да бидат пуштени. Обично за празникот 8 октомври секоја година се одбележувало на некој начин што ќе се пушти некој објект кој е изграден во изминатата година или ќе се стави камен темелни на некој важен објект. Така да и оваа година имаме 3 настани кои ќе ги направиме. Прво ќе положиме камен темелник на еден проект кој ни е многу важен за Крива Паланка и сметам дека тоа е едно од најгорките прашања за градот на кој успеавме да најдеме решение и да го почнеме. Тоа е камен темелникот на висока зона, на водоснабдување висока зона Лев брег. Имено овој проект можеби повеќе од 20 години се прави, ќе се направи вака така. Јас, откако дојдов градоначелник, се зафатив со оваа работа. Верувате, имавме многу проблеми околу тоа да го започнеме. Самиот проект го менувавме неколку пати, затоа што ќе го направиме проектот, ќе го довршиме, ќе се јават граѓани. Па јас, сите сакаат тоа да се направи, ама никој не сака да помине низ неговото. Да помине, ама да помине на другата страна. Така да во целиот овој дел ние изгубивме драгоцено време затоа што го преправавме проектот да не биде во тоа, да не биде во ова. Сепак сакавме тоа да биде на некој начин цивилизиран, да немаме проблеми со граѓаните и мислам дека еве го најдовме решението, средствата не се одобрени, направивме јавна набавка, изберен изведувач и денеска еве ќе имаме чест да биде присутен на седницата, на седницата на Советот, да биде присутен и вице-премиерот Владимир Пешевски. Заедно со него ќе оставиме камен темелникот и ќе се почне со изградба на водоснабдувањето на Крива Паланка на високата зона Лев брег. И со ова сметам дека ќе го решиме проблемот за водоснабдување на Крива Паланка најмалку 30 години унапред. Ова е витален проблем за нашата општина и овој проект денеска ќе почне да се работи. Исто така ќе символично пресечеме лента, ќе пуштиме во употреба другиот проект, тоа е филтер станицата и лабораторијата на фабриката за вода од Станачка река. Исто така проект кој го завршивме во текот на изминатиот период, така да еве тука ќе имаме свечено отварање, така и со ова е значи водоснабдувањето во Крива Паланка веќе се решава на овој начин. И третиот проект ни е проектот кој го завршивме во изминатиот период по пат на јавно-приватно партнерство. Тоа се пуштање во употреба на мини хидроцентралите, на доводните цевководи, на водоводот. Значи ние направивме еден проект со кој правиме хидроцентрали на водоводите, на водоводните системи, затоа што разликата од каде што извира водата во кален камен
и во Станачка река е некаде околу 1000 метри и на тие цевководи направивме мини хидроцентрали, денеска ќе ги пуштиме званично во употреба. Што е тоа што го добиваме ние како општина? Прво, финансискиот ефект е некаде околу 70.000, па може би повеќе 1000 евра на годишно ниво. Ние добиваме средства од продадената електрична енергија. Тие средства општина Кривја Паланка никогаш ниту ги планирала, ниту ги имала, ниту можела да ги има. Значи, направивме проект за јавно-приватно партнерство, најдовме луѓе кои се заинтересирани тоа да го направат и направивме тоа. Во понатамошниот тек на разговорите, кога разговаравме за самиот проект, луѓето од Хидроосогово видоа дека на едно место, моите кривопаланчани знаат, тоа е горе кај мандрите, водата ни истекуваше, значи профилот на цевката која беше на стариот челичен цевковод не можеше да ја прими целата вода и тука водата не истечуваше. Неискористена. Тоа го согледа господата од Хидроосогово и се сложија да тие на нивен трошок направат нов цевковод. Ние како општина и да ни го предадат на нас во собственост. Така. Значи, ние добивме нов цевковод од стаклено-пластични цевки кои имаат рок на трајање над 100 години, нови еколошки стаклено-пластични цевки кои имаат поголем профил, нормално и тој ќе има поголемо производство на електрична енергија, но тоа ние добиваме нов цевковод кој е еколошки чист и од зголеменото производство на електрична енергија и ние ќе имаме наш процент, ќе добиваме. И општината го решава проблемот затоа што нашиот цевковод кој го имаме, челичниот цевковод, е некаде околу 5-60 години. Како и да е, може би за 5, 10 или 15 години, ние мора веќе да размислуваме за промена на тој цевковод. Ова го добивме гратис, значи вредноста на тоа е околу 750.000 евра. Ние добивме нов цевковод во вредност од 750.000 евра, без да вложи општината ниту денар општински пари. И тоа мислам дека е еден бенефит, еден проект кој е за поздравување. Искрено кажано, ретки се општините во Република Македонија кои се одлучуваат на јавно-приватно партнерство. Кај нас ова е втор проект, а за мене тоа беше предизвик, и ова е втор проект со јавно-приватно партнерство. Првиот проект ја направивме општинската зграда, каде што имавме барака, со бараката ја срушивме, направивме јавно-приватно партнерство, која приватниот партнер доби сутеренот и првиот спрат ги доби, а ние добивме вториот и третиот спрат. Приватниот партнер доби околу 586 квадрати, а ние добивме околу 500 квадрати користен административен простор. Од 150 квадрати руиниран простор добивме 500 квадрати нов административен простор, исто така без да вложиме ниту денар општински пари. Значи, процентот кој го добивме ние е 47% за општината или за јавниот партнер, а 53% за приватниот партнер. И може слободно да кажем дека во Република Македонија ваков процент нема постигнато никој. Јас би рекла, како што рековте, ретки се проектите, но и ретки се градоначалниците кои што ќе се зафатат со реализирање на еден ваков проект кој треба долгогодишна работа, макотрпна и што би се рекло градоначалник кој навистина живее и работи со духот на граѓаните и едноставно кој се зафаќа во коштец, што би рекле, со сите проблеми без страв. Така ли? Добро, вака, во текот на денот некаде во попладневните или вечерните часови, кога е доделување на октомвриската награда? Сигурно се знае. Да, видите, општина Кривја Паланка, значи јас сакав и тоа да кажам, од 44-та година навака го слави овој празник. На овој празник, како што кажа, се пуштаат во употреба нови објекти, се става камен темели и се доделува 8-октомвриска награда. Имаше една пауза на доделување на 8-октомвриска награда. Тоа го обновивме, значи почнавме повторно пред неколку години да доделуваме 8-октомвриска награда. Си има комисија која е формирана од страна на Советот на општина Кривја Паланка за 8-октомвриската награда и комисијата одлучи оваа година 8-октомвриската награда да ја добие Сдруженијето на пензионери од Кривја Паланка. Може би необично или зошто, но сепак јас ќе кажем една работа. Сдруженијето на пензионери како институција е може би нешто од која треба сите да учиме.
во ова време на политички води, на разединетост, би рекол, сепак тие се една институција кои работат сплотено, кои работат без разлика на политичката определеност, некаде без разлики на верската определеност или било каква друга. Значи, се организираат, поготово во Крива Паланка, се организираат во разни надпревари, разни игри и слични работи, и може слободно да кажам, тоа е нешто од кое што треба да учиме и ние. Значи, го живеат активно третото доба, што би се да, рекло. апсолутно. И јас себе може да им честитам и на сите, на раководството на Сдруженијето на пензионери, затоа што сепак да се постигне во овие политички води, да се постигне едно такво единство во една институција, не е мала работа. Значи, тоа е нешто на кое се вложува многу труд, на кое се вложува многу за да се постигне тоа. Да, пензионерите се веќе таа категорија кои што само ентузијазмот, желбата ги држи, значи веќе немат никаков интерес, не се во прашање никакви позиции, да кажеме да се борат за некој интерес. Само желбата е во прашање. Добре, еве има неколку прилогчиња од Крива Паланка. Но ајде да направиме една мала ретроспектива на она што се случуваше така во минатата година во Крива Паланка. Да почнеме од културниот живот, значи се случија многу фестивали, многу дали театарски, дали фолклорни. Ајде да кажеме нешто за Џојфестот. Да, Џојфестот еве ова година ни беше Ален Исламовиќ, имавме една убава манифестација во која Крива Паланка беше навистина во едно забавно, на едно забавно ниво, може да кажем, културно, и беше многу убаво. Да. Многу убаво. Минатата година ни беше Бајага и пред тоа беа минатата година имавме македонски групи, претходно Бајага, и првата година беа наши постари евергрини од Крива Паланка кои свиреле на времето и некои други гости, така да ова година по четврти пат го организиравме Џојфестот. Џојфестот помина на задоволство на сите и сметам дека еве тоа е едно мое лично размислување заедно со уметничкиот директор на Џојфестот Александар Михајловски, кога разговаравме на почетокот, увидовме дека навистина во Крива Паланка правиме настани, дали се тоа фестивали фолклорни или едно друго, кои се сепак за една генерација која е малку повозрасна. Немаше нешто што би било за една помладата генерација, за тинеџерите, за такво нешто. Дојдовме до идеја да го направиме Џојфестот и еве четврта година се постигна. Имавме многу гости и од Крива Паланка, и од Бугарија, имаше од Ќусте дело Дупница, имаше гости од околните градови, од Куманово, Кратово, Пробиштив. Крива Паланка беше навистина преполна тој ден. Так. Тоа беше за сите Џојфестови, за сите овие 4 беше навистина една убава, забавна атмосфера со млади, повеќето млади луѓе кои уживаа. Така. Традиционално секоја година се одржува и театарскиот фестивал во Паланка. Да, театарскиот фестивал го завршивме пред неколку дена, кој траеше од 14 до 23 септември. Така. Театарскиот фестивал го направивме ова година по 7ми пат, значи, и мислам дека тоа е една, може слободно да кажеме, една манифестација за која сум иницијатор и јас лично. Во почетокот го направивме првата година, луѓето не беа можеби навикнати, имаше малку така скептичност, немаше доволно публика, немаше доволно интерес. Но како поминуваа годините, ова година, например, и минатата и потоа, се повеќе и повеќе имавме гости. Значи, салата се пунеше и се... во самиот репертуар на театарските представи кои доаѓаа, гледавме да бидат тоа навистина квалитетни театарски представи, да бидат театарски представи од јазичното подрачје кои го разбираат кривопаланчани, да бидат од Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора, значи сепак да го разберат она што го зборат, и навистина имавме прекрасни театарски представи, навистина моите сограѓани може слободно да кажам уживаа во театарот оние кои беа присутни. Една убава манифестација која што се случи во Крива Паланка, а за која имавме и јас имав чест да ме биде гостинка Марија Ди Биаџио, Розевата трка.
Тоа е една прекрасна манифестација со невладината организација Pink Support и во нејзина комплетна организација, во нејзино активирање, така да е една убава манифестација за тој тип на таа група на луѓе, една нејзина прекрасна поддршка и се разбира тоа е за понос на еден град што има такви жители кои што и покрај тоа што таа живее на просторот Македонија, Америка, сепак доаѓа и сака да го активира тој живот тук. Да, Марија, наша сограѓанка, јас јавно сакам да ја честитам на незиниот ентузијазам, на незината упорност и на незината посветеност за оваа работа. Навистина се работи за едно девојче, за една жена сега која има полна енергија за такво нешто. Сестра на личност. Да, сестра на личност и јас и честитам за сето она што го направи. Розевата трка беше од хуманитарен карактер, помина онака како што помина. Крива Паланка сепак имаше една убава раздвиженост и млади луѓе кои дојдоа и од Скопје и од другите градови. Имаше трка претходно, дојдоа од Скопје со велосипеди до Крива Паланка групата, така да Марија целата таа работа може слободно да кажам дека ја организира безпрекорно. Ние како општина ја дадовме нашата поддршка и еве ќе дадам уште поголема поддршка им понатаму да прави вакви манифестации. Секако. Да споменеме и уште нешто што е многу интересно. Сега деновиве се потпиша договорот за реализација на експресниот пат Ранковце Крива Паланка. Да, тоа е една убава вест која слушнавме ние кривопаланчани. Тоа е една убава вест која навистина е потреба за градот. Најлошиот, слободно може да кажам, дел од патот Крива Паланка до Скопје е баш тој дел Ранковце Крива Паланка. Со правењето на експресен пат и далечината од Крива Паланка до Куманово, до Скопје ќе биде многу намалена или побрзо ќе се стигне. Ова е потреба. Исто така ја поздравувам и она иницијатива со тоа што ќе се прави проектот од Крива Паланка до Девепаир да се направи експресен пат. Тоа значи дека Крива Паланка веќе ќе биде, како да кажам, и како дестинација за поминување, затоа што почна полека и камионите кои идат од Блискиот Исток да избегнуваат како транзитна траса Крива Паланка се оди преку Грција, затоа што сепак сите сакаат да возат по убави патишта, по убави услови. Мислам дека со ова ќе се вратат повторно, ќе се постигне целта. Исто така и за економскиот дел, за развојот на општината ќе се постигне, така да сметам дека ова е една убава работа која ќе биде. Еве, јас би сакал навистина да се заблагодарам и на владата на Република Македонија, на премиерот, затоа што се виде дека ова е потреба и еве се одобрени се средствата, како што знаеме, се потпише договорот и на почетокот на наредната година ќе се почне со изградба на овој пат. Со среќа. Да. Почитувани колеги, ајде една убава музика да се одмориме малку.
mu prozborува. Еј, ти славај пиле сите песни што ги знаеш ти. Сони, ајде кажи ми, стојта песна дале верна љубов ова ти покажи ми. Вардар мирно тече сред рајска градина. Јас моето либе и едно славе пиле Божја убавина. Почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот во нашето студио, а гости ни е градоначелник на општина Кривопаланка, господинот Арсенчо Алексовски. Господине Алексовски, би сакала да прашам неколку работи вас лично. Се надам дека нема да ви пречи. Доколку би можеле да избирате повторно во животот? Дали би се одлучиле повторно да бидете градоначелник? Дали повторно би го работеле сево ова што го работите? Видете, искрено кажано, доколку сега би се вратил 2009 година, со овој памет не би се одлучил. Затоа што знам што ме чека, знам кои напори и сето тоа. Во суштина, јас пред да бидам градоначелник си имав свој бизнис и работев и не бев некој кој е неситуиран или на кој му зависеше тоа дали ќе работи. Негува во политика за да стане бизнис. Да, дали ќе работи или нема да работи, дали ќе има екзистенција или не, тоа прашање кај мене беше затворено. За мене функцијата градоначелник беше во тоа време предизвик. Мислам дека за овие години, додека сум градоначелник, се посетив на вистина на функцијата онака баш како што треба. Впрочем, граѓаните се тие кои ја ценат мојата работа и кои ќе проценат дали сум добар. И кои ви го дадоа вториот мандат, нели? И кои ми го дадоа вториот мандат. И јас често зборам дека откако општините ги водат градоначалниците, порано председателите на општините или на совет, и кога има надпревар меѓу нив, кога ние градоначалниците гледаме да направиме повеќе од претходниот што направил, од тоа најголем бенефит има самата општина и граѓаните. Так. Од тој условно кажано надпревар. Затоа што
граѓаните вреднуваат оној кој направил повеќе, оној кој направил подобро, и оној кој бил почесен или или повеќе направил од ништо нешто или во секој случај кој бил кој се обележал со својата работа. Така. Инаку пак ќе кажам, знам ни што се поминав, на прво место е запославување на семејството. Значи, за да го направите се тоа на што јас го направив, слободно може да кажам, во изминатите години, на прво место највеќе страдаше семејството. Мислам, не страдаше, него највеќе семејството го осети тоа, затоа што најмалку време имав посветено со семејството. Најмалку време. Се случувало да бидам на работа од сабале од 7 па до вечер до 10-12 часот. И тоа не е ден и два, тоа е многу време. Многу често. Така да, повторно ќе кажам, функцијата градоначелник е предизвик, не да речем дека мене ме натерале, значи сум сакал и тоа е тоа. Дали ви е криво? Не ми е криво. Искрено кажано, не ми е криво. Мислам дека ги исполнив очекувањата на многу граѓани во Крива Паланка, ги исполнив и моите очекувања, докажав и самиот пред себе и пред многу луѓе дека сум способен, дека може да направам многу повеќе. Тоа е многу голема сатисфакција. Да. Така да не ми е криво уште. Зборуваме за одрекување, зборуваме за жртвување во овој тип на професија, како и секоја професија. Има лоши и убави страни. Која е привилегија да се биде градоначелник? Видите, привилегија може би е тоа што се среќаваат повеќе пријатели, другари што некои работи се работат баш онака како вие што ќе го замислите. И тоа е голема и обврска, затоа што потоа граѓаните тоа го оценуваат дали е добро или не е добро. Доколку тоа може да се каже привилегија. Од друга страна, многу се поголеми, би рекол, одговорностите и казните од привилегијата. Како градоначелник јас морам да внимавам каде одам, со кој одам, како се однесувам, дали ќе седнам, ќе се напијам кафе или ракија. И секој има право да ме коментира. Во некој ресторан, например, каде што има 200 луѓе, 190 ме коментираат сигурно во моментот кога ќе влезам. И тоа е веќе мешање во приватноста. Немаш приватност. Секој има право да каже, да измисли за тебе што не е вистина. И да го пласира. И да го пласира тоа. Да пишува, да си дава слобода. Доколку не си градоначелник, прво нема да му бидеш интересен да те напише. Второ, нема зошто да пишува. Ја губиш приватноста. Јас слободно, на неколку пати сум кажал, на овој начин си ја продадов приватноста, си ја продадов слободата. Тоа е таа жртва, тоа жртвување, данокот на оваа професија. И уште нешто, дали има нешто што би сакале да направите, нешто што не ви е реализирано, некоја потајна желба? Нешто што како мисла, како желба, што би сакале, зборуваме како градоначелник, но воедно и како човек, да се изреализирате во некоја област, во некоја желба или во нешто неостарено? Па видите, прво би сакал да ми остана една работа која не беше предвидена во мојата програма, но која потајно, баш како што рековте, сакав да ја реализирам. Тоа е изградба, ние направивме пред општинската зграда нов плоштад и мислам дека сите кривополанчани го поздравија тоа. Имаме прекрасен плоштад, убав плоштад. Но она што ми остана како желба е да го направиме централниот градски плоштад, со оглед на тоа да урбанистичкиот план за тој дел не ни е готов и ние не можеме да правиме проект за градски плоштад, времето не гази, имаме некои проблеми со генералниот урбанистички план и со деталниот. Сите тие работи треба да ги испегламе за да пристапиме кон тоа. Сметам дека таа работа ми остана, но ќе видиме за понатаму и тоа е она што мислам дека
ми остана како желба Така. на граѓанин Арсенчо Алексовски во функција на градоначалник да го реализирам. Повторно ќе кажам, тоа не ми беше предвидено во изборната програма, Така. но Си го наметнавте самите како желба да го реализирате. Добре, еве сега да не излезе дека јас навлегувам во вашата приватност, но дали господинот Арсенчо Алексовски е реализиран комплетно на приватен и на личен план? Па, да. Мислам дека имам среќно семејство со сопруга и 3 деца и еве, тоа сметам дека е најважна најголемата работа, богатство. најголемата добивка. Имам собствен дом и еден хармоничен семеен живот. Така, а за тоа треба наистина труд да се постигне. Да. И желба се разбира. Господине Алексовски, јас ви благодарам уште еднаш што одвоивте време на еден ваков убав ден, знаејќи дека очекува навистина многу активности денеска. Уште еднаш честитки за денот на ослободувањето на Благодарам. нашиот град. Имајте убав ден, убаво да си го поминете денот со вашите граѓани и со комплетната прослава која што ве очекува. Благодарам, и вие ќе бидете присутни да ги проследите сите настани кои ќе бидат како К3 телевизија, ќе ги проследите, па ќе Така, се се разбира. видиме. Се разбира, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание малку повеќе ова утро. Доколку е така, се гледаме повторно во исто време утре од 7 часот. Имајте убав ден. Što si tolku leno, gajlelija, gajlelija leno, meraklija, gajlelija.